Омилено сеќавање од детството? Омилено сеќавање ми е денот кога ми го купија мојот црвен пониточок. Зошто не му дојде на прв состанок љубовен на Ивица? Затоа што тоа време си мислев дека не е убаво да се забавувам со школски другар, а ние инаку бевме школски другари. Што најчесто правиш кога не се зборува со никого? Си гледам во телефон или си слушам музика. Што најчесто забораваш кога патуваш? Па да ти кажем право, и не заборавам премногу, значи јас се враќам по 100 пати за да проверам дали нешто сум заборавила, меѓутоа заборавам да стигнам на време. Што најчесто забрануваше на ќерка ти во детството, зашто сметаше дека е уште мала? Па, не забранував, ама изборев да не носи штикли. Високи подпетици. Која апликација најмногу ја користиш на мобилниот телефон? Мислам Инстаграм. Дали се сеќаваш што си купи од првите поголемо заработени пари? Првите заработени пари ми беа од музика. Мислам дека си ги чував. Што би направила ако на денот на концерт се разбудиш со машки глас? Веројатно би продолжила да пеам, што во мојата сегашна кариера сум имала милион гафови, па така да и да се разбудам со машки глас на концерт, веројатно ќе продолжам да пеам. Може би е не октава подолу, ама веројатно ќе продолжам. Ево сега твојот одговор ме тера на следното прашање. Кој е најголемиот гаф што си го направила на концерт? Нисум го заборавила текстот затоа што сум пиела црвено вино претходно. Дали имаш тајно место каде што бегаш кога ти треба мир? За жал немам, затоа што секаде ми пронаѓаат. Што е најромантичното нешто што си го направила за Ивица? Сум му напишала песна. Која? Нема да кажам.